Премиерот Груевски денеска на маргините на самитот на земјите од Централна и Источна Европа и Народна република Кина, што се одржува во кинескиот град Суџоу, оствари поголем број на билатерални средби и разговори со политичките представници на други присутни држави, како и средби со представници на компании кои имаат потенцијал за инвестиции во нашата земја. Груевски оствари средба со естонскиот колега Тавиро Ивас, на која двајцата премиери ги поздравија меѓусебните пријателски односи, кои се карактеризираат со стабилност, меѓусебно почитување и взаемна поддршка. Премиерот по средбата изјави дека Естонија е земја пријател која ги поддржува стратешките интереси поврзани со европските и евроатлантските интеграции на нашата земја и земја која е подготвена да дава поддршка. Една од темите беше стратешките интереси на Република Македонија поврзани со нашите напори за зачленување во НАТО и Европската Унија. Естонија е членка во овие два сојуза и како членка секогаш е значена да ги чуе нашите ставови за повеќе работи и да биде повеќе информирана, а со тоа и поголеми шанси да помогне и да лобира во процесот на нашето зачленување, така што зборав со него за сите предизвици со кои што се соочивме и со кои што се справуваме, за сите реформи што ги правиме. На средбата беше разговарано и за проблемот со мигрантската криза, тековните предизвици со кои се соочуваат нашата земја и државите од Европа во врска со ова прашање и можните решенија за надминување на предизвиците. Самитот на државите од Централна и Источна Европа и Народна република Кина представува значајна можност за остварување на контакти и средби со шефовите на владите и делегациите на 16 европски држави присутни на самитот. Груевски оствари и средби, разговори и неформални контакти со повеќето шефови на влади присутни на самитот, меѓу кои со премиерите на Словенија, Чешка, Србија, Бугарија, Албанија, Црна Гора, како и председателот на Полска. Можам да кажам дека речиси со сите присутни премиери од Централна и Источна Европа имав можност за неформална комуникација, разговор на многу теми, а најмногу на најактуелните теми, од една страна поврзани со нашите евроатлантски интеграции, од друга страна со мигрантската криза во Европа, но и со нашите билатерални релации. Македонскиот премиер на маргините на самитот оствари и повеќе одделни средби со компании, на кои им беа представени можностите за инвестирање и конкретни проекти кои би можеле да бидат интересни и привлечни за кинеските инвеститори. Самитот е од голема важност и корист затоа што допринесува за развој на односите меѓу земјите во Источна Европа и Кина, вклучувајќи и Македонија. Расти извозот за Кина, но и расти бројот на проекти кои што заеднички се завршуваат. Во Македонија, да речеме, највидливи се двата проекти за двата автопата, кои што се градат, едниот во Источна, другиот во Западна Македонија. Меѓутоа, ние не настапуваме само со таков вид на инфраструктурни проекти, туку и со други проекти. Груевски се обрати и на петиот трговско-економски форум, на кој учествуваа 1000 компании, дел од нив и македонски.